Почитувани, економско-социјалната состојба на граѓаните во Република Македонија е многу тешка. Индустријското производство опаѓа, растот на бруто домашниот производ се ревидира надолу, буџетот се кастри, а трошоците на граѓаните постојано се зголемуваат. Ние ја следиме состојбата и во континуитет предлагаме мерки кои треба да им олеснат на стопанството и на граѓаните полесно да ја преживеат 2012 година. 27 економско-социјални мерки, кои што СДСМ ги предложи, владата ги отврли без да ги прочита. Затоа, денес во Собранието, СДСМ ги предложи следниве 3 предлог законски решенија. Прво, обврска на владата, министерствата, општините, фондовите и јавните предпријатија да го објавуваат јавниот долг на своите веб страници. Второ, да му се обезбеди на секој стопанственик, на кого државата му доцни со исплата повеќе од 15 дена, издавање на банкарска гаранција за доспеаниот долг. Така најлесно ќе се помогне ликвидноста во стопанството. Трето, помош од 2000 денари за сите приматели на социјална помош во вид на ваучер за набавка на прехранбени производи од македонско потекло. Ова се добри решенија. Затоа го повикуваме владеачкото мнозинство уште еднаш да ги разгледа и да гласа за овие мерки, кои ќе им овозможат на граѓаните и на стопанството полесно да го преживеат овој тежок период низ кој што поминуваат. Благодарам. Дали имате некој прашање? Дали очекувате дека годинава ќе има уште ребаланс, односно промени на буџетската каса на владата? Виете да ви кажам, мислам дека министерот за финансии и владата во моментот имаат многу поголем проблем од проблемот како да го направат ребалансот на буџетот. Нивниот проблем е тоа што веќе никој во државата не им верува кога зборуваат за економија. Министерот Ставровски е министер на кој што после 3 месеци му падна буџетот и мора да прави ребаланс. Значи, без оглед на тоа што зборуваат, за сега и за воиднина за економските мерки, она што го прават во економијата, граѓаните веќе нив не им веруваат. Инаку, што се однесува до самиот ребаланс, значи тој беше очекуван, неизбежен и не сум сигурен дека со износот кој што го предвиделе, дека ќе успеат да ја покријат годината целосно. Не е исклучено да мора да прават и нов ребаланс до крајот на годината. Благодарам.